Во популарниот цртан филм Чарли Браун и Снупи Шоу, Луси го посетува Чарли и му го честита Божик со зборовите: Божик е ден кога ангелите објавија мир на земјата и добра волја меѓу луѓето. Затоа предлагам да заборавиме на сите несогласувања и да си покажеме љубов помеѓу себе. Чарли е радосен поради оваа изјава на Луси и коментира: Луси, ова е навистина прекрасно, но зошто да се однесуваме вака само за Божик? Зар не може тоа да трае преку целата година? А Луси одговара: Што ти е на тебе, бе, ти да не си некој фанатик? Божик е денот кога се роди Исус, Спасителот на светот. Во Библијата стои запишано дека по тој повод им се јавија ангели на пастирите кои порачаа мир на земјата и добра волја меѓу луѓето. Но веројатно повеќето, како и во цртаниот филм, сметаат дека тоа е само празнична фраза која се користи и важи само за Божик. Ако веруваш дека треба така да се однесуваш преку целата година, ќе те сметаат за фанатик. Па сепак, макар и некому да изгледа фанатички, токму тоа го прави Исус во срцата на оние кои ќе поверуваат во Него, кои ќе го примат во своите животи. Тој им го дава неговиот мир и прошка на гревовите. Тие стануваат луѓе со добра волја и добро расположение, спремни да се менуваат, да простуваат и да бидат благослов за другите луѓе. Вистинската смисла на Божик не е палењето огнови, ни бадниковото гранче, ни богатата софра или скриената паричка, туку спремноста да препознаеш дека тоа мало бебе Исус, кое се родило во една штала, токму тој е спасителот на твојата душа. И откако ќе го разбереш тоа, треба да му дозволиш тој да се всели во твоето срце и да биде господар на твојот живот. Ете тоа е вистинската смисла на Божик. Има една приказка која што зборува за тоа дека во едно мало градче живеело едно момче по име Вилијам. Иако имало ментална попреченост, тој редовно одел на црква и многу го сакал Исус. За еден Божик, кога тој имал само 12 години, во црквата му понудиле да се вклучи во божикната драма. Тој ја имал улогата на гостилничарот, на чија врата требало да затропат Јосиф и Марија за да добијат пренокиште, како што пишува и во Библијата. И така, Марија, која веќе била бремена со бебето Исус, таа кога затропала, гостилничарот не им дал пренокиште според Библијата, па морале да преноќеваат во штала. И токму така требало да постапи и Вилијам. Кога момчето и девојката, во улога на Јосиф и Марија, застанале пред него и побарале соба и пренокиште, тој ги одбил со образложение дека нема место. Тие го замолили повтор пат и сите очекувале дека тој повторно ќе ги одбие, како што било планирано и во драмата. Но тогаш настапила тишина. Тој молчал извесно време, а потоа рекол: Знаете што? Ќе ви ја дадам мојата соба, таму нека се смести Исус, а јас ќе одам во шталата. Иако ова го нема во Библијата, ниту во сценариото, сепак е трогателен пример и зборува за тоа како ние треба да постапиме со Исус. Исто како и малото момче Вилијам, направи и ти место за Исус во твоето срце. Тој нека го има почесното место во твојот живот, а ти понизно служи. Христос се роди, навистина се роди.